Значи, нашите представки се поднесени до меѓународните мисии и наблюдувачи во државата. Мора да истакнам дека во моментот, за жал, се создаде во комунал систем кој што функционира по принципот каде ја тужи, каде ја весуди. Голем број на припадници на Министерство за внатрешни работи, а најголем дел од нив кои што се вклучени во личното обезбедување на актуелниот министер Спасовски беа директно инволвирани во изборниот процес и правеа изборни нерегуларности. Но за жал не постои систем кој што во моментов може да го демонтира таквото нешто. Бидејќи секогаш при наш обид да направиме фотодокументирање или обезбедиме дополнителни докази, бевме спрешени официјално од официјални униформирани или неуниформирани службени лица, каде што нашите активисти беа легитимирани, спречувани да го докажат тоа во вистинска смисла на зборот, но како и да е, овој систем ќе биде демонтиран од страна на граѓаните и тоа сега на 31. Значи не пријавиме во МВР, бидејќи немаме доверба во МВР. МВР беше таа која што всушност го организираше целиот тој настан. Сведоци бевме дека низ Куманово се шетаа цели шлепери со бекатон плочки, дополнително комбиња и камиони каде што се делеше различна вид на помош. Од страна на полициски службеници беше организирано дерење на пари, организиран подкуп и сето тоа најдобро го знаат кумановчани. А да не зборувам за влегување во детали, во семејство, каде што беа уценувани поединци со вадење на лични досиеи и така натаму. Но тоа граѓаните го препознаваат и тоа граѓаните на 31 ќе го казнат уште повеќе.